Владата на САД и УСАИД посебно гледаат на родовата еднаквост и на зајакнувањето на жените како основни развојни цели. Овие две вредности се од големо значење за уживање на човековите права и имаат клучно значење за ефективен и одржлив развој. Ниту едно општество не може успешно да функционира без да обезбеди рамноправни можности, ресурси и животни перспективи и за мажите и за жените, за тие да може да ги оформат своите животи и да придонесат во нивните семејства и заедниците. Студиите покажале дека родовата нееднаквост има значајни негативни последици во општеството. Например, кога жените не можат да учествуваат на пазарот на трудот или не можат да се занимаваат со одредени професии или пак се исклучени од управувачките или менаџерските позиции, бруто домашниот производ може да падне за 2%. Зголемената еднаквост на работа доаѓа до зголемено образование и за младите и до подобро планирање на семејството. Зајакнувањето на жените лидерки во сите области од животот е од суштинско значење за постигнување на општество кое што е стабилно, просперитетно и демократско. Постојат многу предизвици кога зборуваме за родовата еднаквост, како што се еднаква економска независност и рамноправност во донесувањето на одлуките, што се само неколку од нив. Во однос на демократскиот развој, еднаквоста во донесувањето одлуки е прашање кое што се разгледува во многу земји, вклучително и во Македонија, каде што процентот на жени на позиции за донесување одлуки многу ретко го надминува законски воспоставениот минимум од 30%. Отсуството на женски градоначалници во текот на локалните избори во 2009 беше загрижувачко. Меѓутоа, ние сега го поздравуваме изборот на 4 жени градоначалнички на последните избори во 2013 во март. Родовата активност и зголеменото учество на жените, родовата еднаквост и зголеменото учество не може целосно да се постигнат без пошироки перцепции за улогата на жените во општеството. Во моментот постојат закони во парламентот кои што влијаат врз животот на жените, меѓутоа не биле дискутирани со граѓанското општество и посебно со жените кои што ќе бидат под влијание на тие закони. Јас сум охрабрен дека ја избравме оваа можност да зборуваме за законот за еднакви можности, што ја покажува вашата заложба активно да учествувате за да гарантирате дека законот е репрезентативен, се почитува и има соодветни заштитни механизми. Предизвици остануваат во однос на родовата еднаквост и зајакнувањето на жените. USAID ворки работи за да гарантира дека жените во Македонија ги имаат можностите и ресурсите кои што им се потребни за да имаат посилна улога во општеството.